Оваа книга представува историја на развитокот на национална албанска идеја во 19 век, но тоа не значи дека тоа е единствено албанска историја. Тука станува збор за историја, отоманска историја и општествена историја, односно балканска историја генерално во 19 век. Токму затоа е важно не албанофоните да ја прочитаат оваа книга. Јас исто така имам проблем со моите колеги понекогаш, кои што сметаат дека, како што се нарекува книгата, нели потекло на албанскиот национализам, јас не зборувам за историјата на Албанија, туку зборувам за историјата на балканското општество. Бидејќи може да станува збор исто така за луѓе кои што се и во Италија, во САД, во Александрија и така натаму. И кои што беа засегнати една од националните идеологии кои што се развива во 19 век. Една идеологија која што се наоѓа меѓу другите. Преземајќи го овој европски поглед кој што денес, значи, може да се види преку интеграцијата на Турција во Европа, или за она што врска со она што се случува актуелно во Франција, значи оваа одбивност према исламот или одбивање на исламот беше интегрирана од страна на одредени елити и денес за одредени луѓе, и кога ќе видат ваков поднаслов, и воопшто не ја ни отвараат книгата. И велат на Натали Клејер, која што е омажена за Србин, сигурно е против албанците, против муслиманите, против исламистите и така натаму. Имаше и реакции од овој тип. Потоа имаше и реакции како, например, игнорирање, бидејќи тоа е еден друг начин да се одбие нешто, со тоа што ќе го игнорираме нештото. Но надвор од сето ова, јас сметам дека книгата сепак беше доста читана од младите. Во Косово не можев да направам презентација на книгата, бидејќи сметам дека како што она што го предлагам како анализа е доста различна. Како што се вели, вообичаената нарација, и има еден социјален притисок и не може често јавно да се говори за тоа, но сепак имаше неколку дебати. Она што е важно за мене е не да се приклучите кон тоа што го велам, туку да едноставно да дискутираме и да разговараме. Сметам дека она што недостасува понекогаш е критичкиот дух. Доколку мојата книга не сакав да провоцирам, не ме водеше, мислам, тоа не ме поттикна да го направам, но да ја направам книгата, но тоа возможува да се дискутира, да се дебатира и луѓето да имаат критички дух. Може би ете против мене. Не само да се вели дека сум мажена за Србин и не ја читаме книгата. Тоа не е интересно. Но доколку одредени точки се критикувани, тоа е нормално и тоа е одлично. Во Албанија, се извинувам, во Грција и во Турција добро беше прифатена книгата помеѓу историчарите. Историчари кои што се малку и
против еден националистички мейнстрим кој што има тенденција да зборуваат нели за албанците во однос на миграцијата. Во